По интуиција, Кираца Трајковска го поврзала исчезнувањето на Панче Жежовски со киднапирањето на Вања. Семејството Ѓорчевски биле во старо кумство со Трајковски, па затоа таа понудила нејзиниот син Гоце да помогне да се најде девојчето. Мајката и синот Трајковски воделе паралелна истрага со полицијата. Обезбедиле снимки од камерите од фризерница, рибарница и од двете бензински пумпи. Таа била во текст со сите снимки кои ги обезбедувал нејзиниот син, а во дел од објектите Гоце се представувал како полициски инспектор. Според објаснувањето на мајката, Гоце Трајковски на снимка го видел Цитроенот на Панче Жежовски, кој му бил сомнителен, па почнале да се распрашуваат за пензионерот од Велес. Јас видов објави дека Панче го нема. Интуиција. Се распрашувавме кој е човекот што го нема. Го поврзав со син ми Гоце со роднина од Велес, за заедно да соработуваат и да продолжат да истражуваат. Најдоа снимка од Велес од бензинска пумпа, каде се гледа Панче како го вози Цитроенот и уште еден со него. Регистрацијата се гледаше. Кираца Трајковска се знае со прво обвинетиот, Палевски, и бил зет за втора братучатка. Соработувале деловно, а понекогаш пиели и кафе. Дали според вас јас би можел да ја убијам Вања, ја праша прво обвинетиот, на што таа одговори негативно, нагласувајќи дека дотолку повеќе не верува во тоа, ако причина биле парите. Нејзиниот син не дошол на рочиштето бидејќи имал паничен напад и висок крвен притисок. Денеска сведочеа и најблиските во семејството Ѓорчевски, дека таткото на Вања во минатото се лечел од дрога, сведочеа татко му, мајка му, сестрата и нејзиниот син. Никој од нив не го знаел Палчо, а тврдеа и дека таткото на Вања немал комуникација со прво обвинетиот. По 2 дена од истрагата изгубиле верба во институциите, во полицијата. Тетката на Вања рече во тој момент да го знаев бројот на Бајден и него ќе му се јавевме. Јас ликот не му го знаев на господинот, додека не бев повикана на распит за брат ми, кога го приведоа. Не го знае ниту брат ми. Различни кругови, различно се. Се беше многу чудно со полицијата. Станот го посетија 2-3 полицајци. Гоце дојде и ми рече. Го викнал инспекторот Музафер и му рекол да го слика станот на Партизанска. Внукот пак откри дека Александар барал да му пише на Илон Маск за да ја лоцира Вања, а неколку пати досега му позајмувал пари, иако не сакал таткото на девојчето инсистирал да му ги врати позајмените пари. Му напишав на Илон Маск неколку пати и му пратив на војко ми слика од мојот телефон само да го смирам бидејќи не можам да ви објаснам, тоа беше агонија. Јас не очекував тој да ми врати кој сум јас, Ива од Скопје, тоа е Илон Маск. Вања имаше слика со НАСА и мислевме таа да му ја пратиме, но не стигнавме. Родителите на Александар Ѓорчевски пред судот кажаа дека нивниот син не должел никому, а зависноста со дрога ја надминал уште пред да се ожени со Зорица, мајката на Вања. Лани останал без работа, а живеел заедно со мајка му. Слушнам од еден од сведоците дека навистина се обраќале до Илон Маск, американска амбасада, британска амбасада и така натаму. Тоа е се денеска сведоците ни доловија она што е потпуно нормално во една таква конфузија. Го потврдија она што одбраната го тврди дека веќе вториот, третиот ден од исчезнувањето на детето таму владеела општа конфузија. Судењето за двојното убиство продолжува за 5 дена со испрашување на нови сведоци. На некој од следните рочишта треба да се појави и Гоце Трајковски за да каже како го поврзале автомобилот на Жежовски со исчезнувањето на Вања.